Во Собранието на Република Македонија се одржа комеморативна седница по повод годишнината од трагедијата во Кочани што се случи на 16 март минатата година, при што животот го загубија 63 млади лица. На седницата се обрати председателот на Собранието Африм Гаши, кој истакна дека и по една година тешко е да се најдат зборови што може да ја опишат болката од трагедијата. Некои ноќи завршуваат рутински, некои оставаат спомени, но има и такви што никогаш не завршуваат. Таа ноќ Кочани и Македонија не ги изгубија само своите синови и ќерки, туку дел од својата иднина, рече Гаши во своето обраќање. Тој нагласи дека комеморативната седница не представува само институционален формализам, туку заедничко поклонување на целата држава пред загубените животи и пред семејствата што ја носат тежината на трагедијата. Гаши порача дека ваквите настани треба да бидат моменти на солидарност и заедништво, а не на политички поделби. Во своето обраќање, собранискиот спикер им оддаде признание и на медицинските работници, пожарникарите, полициските службеници, како и на волонтерите и граѓаните кои помогнале во деновите по трагедијата. Благодарност упати до пријателските држави кои помогнале во згрижување на повредените. Гаши истакна дека трагедии како оваа ја нагласуваат потребата од институционална одговорност и праведност. Ги повика Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судовите да ја спроведат истрагата професионално, независно и транспарентно со цел да се утврдат одговорностите. Во говорот се осврна и на загубата што ја претрпело општеството, посочувајќи дека меѓу загинатите имало уметници, спортисти, млади луѓе со голем потенцијал. Обраќајќи се на родителите на загинатите, Гаши порача дека нивната болка ја споделува целото општество, дека споменот на нивните најмили ќе остане дел од колективната совест на државата. Тој изрази надеж дека трагедијата во Кочанската дискотека ќе биде последна од ваков вид и ќе послужи како поттик за градење по праведно и поодговорно општество. Заменик председателот на владата Александар Николовски истакна дека Македонија реализира голем инвестициски циклус од неколку милиарди евра за развој и модернизација на транспортната инфраструктура во земјата. Ова го изјави на министерски состанок организиран од Светска банка во Вашингтон, соопшти Министерството за транспорт. Во фокусот на владините проекти се изградба и модернизација на автопатски делници, инвестирање во брза железничка линија на коридорот 10, како и железничко поврзување на истокот преку коридорот 8. Паралелно со подршка на Светска банка се спроведуваат и проекти за модернизација на граничните премини со Албанија и Бугарија. Николовски истакна дека стратешката географска позиција на Македонија е клучна, бидејќи низ неа се пресекуваат два важни паневропски коридори. Коридорот 10 го поврзува југот на Европа со северот, а коридорот 8 оди од запад кон исток, од Албанија до пристаништето Одеса во Украина. Се смета за втор најважен безбедносен коридор за НАТО, додаде тој. Меѓу инфраструктурните проекти се изградба на брза железничка пруга со капацитет од 200 км на час за патнички сообраќај и 120 км на час за транспорт, како и железничко поврзување на коридорот 8 во соработка со Бугарија и со финансиска поддршка од Европската унија и неколку банки. Дополнително се работи на локални патишта во секоја општина и на модернизација на најголемите гранични премини со Албанија и Бугарија. Николовски потенцираше дека Македонија ќе биде подобро поврзана со Турција и Блискиот исток преку проект за поврзување на коридорот 10 со коридорот 4 во Бугарија. Според заменик председателот, инвестициите во транспортната инфраструктура ќе создадат нови економски можности и ќе го стимулираат развојот на бизнисот покрај двата коридори. Министерот за здравство Азир Алиу и председателката на Лекарската комора на Македонија Калина Гривчева Старделова денеска одржаа пресконференција по повод Европскиот ден за подигнување на свесноста против насилството врз здравствените работници. Алиу истакна дека за правилно функционирање на здравствениот систем клучно е здравствените работници да се чувствуваат безбедно на своето работно место, што им овозможува да обезбедат квалитетна здравствена заштита и нега за пациентите. Тој посочи дека истражувањата на Лекарската комора покажуваат дека дел од докторите се изложени на различни форми на насилство, при што најчесто станува збор за вербални напади. Со измените на кривичниот законник, насилството врз здравствен работник при вршење на професионални задачи се третира како насилство врз службено лице. За него е предвидена казна затвор. Министерот потенцираше дека ваквите случаи треба веднаш да се пријавуваат за надлежните институции да можат соодветно да постапуваат. Тој нагласи дека Лекарската комора има значајна
значајна улога во следењето на постапувањето на институциите и предлагање мерки за спречување на насилството во здравствениот сектор. Секое насилство пред здравствен работник треба веднаш да се пријави, бидејќи станува збор за кривично дело, порача Алију. Иран ги засили нападите врз делови од Дубај и врз бродски цели, што го подигна ценовниот притисок на нафтата над $100 за барел и ја зголеми загриженоста за должината на конфликтот на Блискиот Исток и потенцијално затворање на Ормунскиот теснец. Жителите на Дубај добија најмалку 2 аларма за ракети во средата вечерта. Едно беспилотно летало падна врз зграда во новиот стамбен комплекс Крик Харбор. Властите соопштија дека пожарот брзо бил ставен под контрола и дека нема пријавени жртви. Предходно банки како Goldman Sachs Group и Citigroup им порачаа на вработените во Дубај да не одат во канцелариите. Откако медиумите објавија дека банките и финансиските институции се цели на Иран. Во четвртокот наутро властите во Дубај пријавија помал инцидент со дрон во Ал-Бада, додека Кувејт соопшти дека меѓународниот аеродром бил погоден од неколку беспилотни летала. Конфликтот започна на 28 февруари, кога САД и Израел извршија воздушни удари врз Иран, при што беше убиен врховниот лидер Али Хамнеј. Иран одговори со ракети и беспилотни летала, предизвикувајќи нарушувања во енергетските и финансиски пазари. Дополнително 2 танкера со сурова нафта беа погодени во ирачки води, а Оман евакуираше клучен извозен терминал за нафта во Минал Фахал. Иранскиот председател Масуд Пезешкијан изјави дека за примирие се потребни цврсти меѓународни гаранции против идни напади и репарации по разговорите со лидерите на Русија и Пакистан. Американскиот председател Доналд Трамп излезе со оптимистична проценка за конфликтот со Иран, тврдејќи дека американската војска веќе онеспособила 58 ирански воени бродови. Иако Иран објавува видео снимки со кои тврди дека се уште контролира во Ормунскиот теснец, Трамп порача дека Техеран има само неколку преостанати ракети и дека САД практично веќе победиле во овој судир. Според Трамп, операцијата е голем успех и иранската морнарица е сериозно десеткувана, иако тој предупреди дека не сака прерано да прогласи конечна победа. Ноќеска контејнерски брод беше погоден од ракета северно од Џебел Али, додека нападите во близина на Басра однесоа една жртва и предизвикаа 38 повредени. Од почетокот на конфликтот на 28 февруари вкупно 13 комерцијални бродови биле цел на напади во водите на Персискиот и Оманскиот залив. Иако Доналд Трамп изрази увереност во успехот на Соединетите американски држави, неговите изјави се во контраст со пропагандните видеа на иранската револуционерна гарда, оставајќи го глобалното тргување со нафта и безбедноста на транспортните рути во неизвестност.